Вечерва, премиерот Груевски, ем соросоид, ем организатор на протестите на младите? О, не, нема спас. И плюс, откако Обама му намигна на Иванов, Грција пропаѓа, Македонија успешно плови на патот кон Европската Унија и НАТО. Тоа е бе, кога ќе ти намигне Обама, стартува шоуто, од кое и Баба Рога се плаши. Македонија, добро вечер, уште едно ново издание на Рапорт со Јофе. За почеток, морам да изразам општо задоволство и возбуда од информацијата која ја слушна во четвртокот. Да, токму така зборам за информацијата која вели дека Тувалу ја призна Македонија под нејзиното уставно име. Токму така, Тувалу не признаве, дами и господа. Значи, се работи за четвртата најмала држава во светот, се наоѓа некаде во Пацификот, помеѓу Австралија и Хаваите. Инаку, најинтересно за Тувалу е тоа што е уставна монархија, но има и свој парламент во кој има 15 пратеници, ама пазете, вика дека таму нема политички партии, изборите воглавно се прават според лични и фамилиарни врски. Што превод би значило уште една голема дипломатска победа за Македонија. Грчишта бе? Што е ова? Гледам излеговте по улици, демолирате. Се изнервиравте, се изненадивте од тоа што Тувалу не призна, нели? Па тоа е бе, победуваме, парче правиме. Европска Унија, НАТО, чекајте не, доаѓаме заедно со братскиот народ на Тувалу. Почитувани гледачи, вие многу добро знаете дека ова шоу од секогаш ја следела работата и дневната агенда на премиерот Груевски. Се разбира, тоа го правиме и сега, па режија, дај да видиме каде беше премиерот оваа недела. Премиерот Никола Груевски денеска во Прага се сретна со основачот и председавачот на фондациите Отворено општество Џорџ Сорос. Средбата била организирана на маргините на конференцијата на која Македонија го презеде председавањето со декадата на ромите од Чешка. Не, премиере, немојте да се среќавате со тој човек. Леле бе, зарем никој не му кажал кој е човекот од другата страна на масата? Не, ова е неверојатно, ова е незамисливо. Премиере, јас наистина не знам кој ве излажал да се сретнете со Џорџ Сорос, ама тој е многу лош човек. Што има јас да ви кажам? Еве, вашите од партија најдобро ќе ви објаснат кој е Џорџ Сорос и што прави неговата фондација. Во исто време на сите стана јасно дека организациите кои се на главниот список на Сорос Македонија се и дел од политичката шема на Бранко Црвенковски, напишана во аферата Надеж. Замислете, 5 милиони евра годишно. Толку пари троши Сорос во Македонија. А зашто ги троши, тој сега дознам. Сорос Македонија го корумпира и невладиниот сектор во Македонија. Сорос Македонија креираше и финансира организации кои што се задолжени редовно да ја критикуваат владата предводена од ВМРО ДПМН. Сорос Македонија ги корумпира медиумите и невладините организации. На Сорос Македонија не им е прв пат да финансираат политички кампањи во интерес на Социјалдемократскиот сојуз. Бранко Црвенковски се советува финансиски да ги поддржи невладините организации за да ги исполнат зацртаните партиски цели. Ке се согласите дека ова многу наликува на аферата Надеж 1, каде Сорос требаше да ги поддржи кампањите на Социјалдемократскиот сојуз. Социјалдемократскиот сојуз и Бранко Црвенковски го корумпираат невладиниот сектор. Главниот извор на финансии е Сорос Македонија и поранешниот висок функционер Владе Милчин. Со парите од Сорос Македонија се финансираат луѓе од највисоките кругови на СДС и нивните блиски роднини. Македонскиот центар за европско образование е еднаков на Сорос Македонија, Сорос Македонија е еднаков на Бранко Црвенковски и СДС. Стана јасно дека Македонскиот центар за европско образование, организација блиска на Социјалдемократскиот сојуз, не исполнува европска агенда, туку агендата на партијата СДСМ. Плоштадот Слобода е уште една квазиневладина организација која што се финансира со пари на Сорос Македонија, а која одработува за партиските интереси на Социјалдемократскиот сојуз. Плоштадот Слобода е иницијатива создадена за партиски цели на Социјалдемократскиот сојуз. По формирањето на Граѓани за Европска Македонија, понатака архибригадите, платформата за која што стои Сорос,
Во денешните вестници се појавуваат огласи на Сорос, во кои што јавно се критикува владата, со што Сорос јавно обзнанува дека не е фондација или невладина организација, туку партиска експозитура на СДСМ. Еве како Бранко Црвенковски го злоупотребува цивилниот сектор, после ова Сорос нема никаков кредибилитет. Тие се само приложена рака на СДСМ и на Бранко Црвенковски. Ете така, Сорос е продолжена рака на СДСМ и Бранко Црвенковски, што практично значи дека вие, господине Груевски, не сте се сретнале со никој друг, туку со Бранко Црвенковски лично. Јај сега? Што правиме сега? Јас навистина не знам што да мислам. Не знам дали некој го излажал премиерот да се сретне со најголемиот непријател и најголемото зло на овој свет. Пак може би премиерот крие нешто од нас. Режија, дај подсетите ме како Сител ги решава проблемите поврзани со Сорос и неговата фондација. Политичките мотиви ги разоткрија организаторите кои деновиве се профилираа како неформални лидери на протестите. Станува збор за луѓе блиски или дел од невладени организации кои со години соработуваат со Сорос и Владимир Милчин. На социјалните мрежи може да се најдат фотографии на Петар Стојковиќ, но и на Кирил Ефремовски во друштво со Милчин, но и од настани во организација на невладени финансирани од Сорос. Низата протести кои Сорос ги прави со меѓународни пари и странски институции се со цел мешање во домашната политика, која пак е опасно и за државата и за меѓународното право. Фала ви. Значи, како што можевме да видиме, и од Сител до фактите се доаѓа многу лесно и едноставно. Само треба да најдеш фотографија на која што има минимум двајца, да ги заокружиш со црвено и тоа е тоа, бе, готово, завршена работа. Кај има подобар доказ од тоа дека некој со некого е поврзан или зема пари од него од заокружувањето со црвено. Да, што значи, режија, ако сакате да бидете љубезни, земете ги фотките и црвените кругови, сакам да пробам нешто. Се наметнува прашањето, дали протестите кои ги организираат младите, а скоро еден месец се случуваат по скопските улици, имаат своја политичка позадина. Сител веќе откри дека дел од организаторите се поврзани со невладините блиски до Сорос, а како доказ приложи фотографии луѓе кои ги заокружи со црвено, што во секој случај е неспорен аргумент. Се разбира, луѓето кои беа заокружени на фотографиите демантираа поврзаност со невладините блиски до Сорос, но сите нивни деманти се незначајни, бидејќи општо познато е дека кога некого ќе го заокружите со црвено, секој понатамошен аргумент и доказ е невалиден. Сепак, логично е да се запрашаме дали младите се единствените организатори или во протестите се замешани луѓе од највисоките слоеви на државата. А еден дојде до ексклузивни докази кои ќе го сменат на тамошниот тек на историјата. Ве предупредуваме, доколку сте станати да седнете, бидејќи ова што ќе го слушнете и видите, може да ве шокира, па да паднете. Од фотографиите со кои располагаме, јасно се гледа дека самиот премиер на Република Македонија Никола Груевски одржал средба во 4 очи со Џорџ Сорос, па се поставува прашањето дали можеби самиот Груевски е организатор на протестите на младите. Можеби гледајќи ги фотографиите не можеме да го утврдиме ова, но се менува со додавање на црвени кругови. Кога веќе ги имаме Груевски и Сорос заокружени со црвени кругови на иста фотографија, веќе станува јасно дека предпоставката е целосно вистинита, односно дека самиот Груевски е директен организатор на протестите. Со самото заокружување со црвена боја, ова станува неспорен факт кој не може да го побијат ниту меѓународните судови. И се разбира, сосема логично е да се запрашаме какви луѓе ја водат оваа држава и да се загрижиме за сопствената иднина. Да, токму така. И, што правиме сега? Кога откривме дека соросоидите успеале да го земат во своите редови и нашиот премиер мора да ги спречиме, додека целосно не уништиле. Неделава нашиот претседател Ѓорги Иванов направи две доста значајни работи. Првата беше доделувањето на мандатот за состав на нова влада на премиерот Груевски, а втората значајна работа беше гостувањето кај Јанко Јади Бурек. Со председател Обама веќе 5 пати се среќаваме. Со председателот Медведев. Си извинувам, колку пати се сретнавте со него? 3 пати во Њујорк се сретнавме, еднаш во Лисабон, еднаш сега во Варшава и уште еднаш кога беше појадокот, молитвениот појадок.
Да ти досади веќе од среќавање, од гледање со Обама, аман веќе од него само средби бара. Па не може да постигне нашиот председател. Еве, ќе потврди самиот. И уште еднаш кој беше појадокот, молитвениот појадок. Тоа беше импресивно. И што нашите новинари од тоа правеа. Да, тие проклети новинари. Режија, дали може да не подсетите што правеа нашите новинари од тоа? Да, може. И па, дај да видиме, баш ме интересира што правеле. Пред да одиме со она што ви го најавив на почетокот, односно со селската приказна со бабичката, одиме со една приказна која доаѓа од центарот на светот. Или така нешто. Нашиот ни председател Ѓорѓе Иванов има да ви пораша нешто преку интервјуто за Гласот на Америка на македонски јазик. Председателе, добар ден. Само што се враќате од молитвениот појадок со председателот Обама. Дали се сретнавте со него? Каков впечаток добивте од средбите на молитвениот појадок? Па, поздрав до сите ваши гледачи на почетокот. Добро ве најдов тука во Вашингтон. Молитвениот појадок е извонредна можност за многу контакти, многу средби. Точно така. Точно така. Молитвениот појадок е секогаш добра прилика да се сретнете со најјаките. Предпоставувам дека нашиот ни председател се сретнал и со председател на САД Обама лично. Баш ме интересира како поминала средбата и што се му кажал тој за нас. Режија бе, што чекате? Ајде, пуштајте. Се сретнав утро со подпредседателот Бајден, а со председател Обама се поздравивме, намигнувајќи бидејќи бевме на најблиската маса до него, така што се поздравивме. Председателе, браво! Не се ни сомнева во вашите дипломатски способности. И да, сигурно сега ќе има многумина кои се смеат, но тие врска немаат од дипломатија и како тоа се комуницира во дипломатија. Еве, мене, например, што ми се случи пред некој ден. Си седам во кафич и од соседната маса една женска ми намигна. 10 минути подосна бевме во ВЦ и таму... Сега, добро, тоа е намигнување во кафич. Намигнувањето на појадок си има една сосема друга символика и сосема друго значење. Веројатно со ова намигнување председателот Обама сакал да ви каже: "Чоле, иш да не се секираш, ќе ги средиме гарчишта на парче ќе ги направиме. После тоа нема да знаат никако се викаат, а не пак да помислат на вето." Добро, сега можело и да значи: "Чоле, дај ми ја солта." И да, замислете што ќе се случеше ако седеа на истата маса. Тогаш можностите за комуникација ќе беа многу поголеми, немаше да бидат ограничени на намигнување, туку ќе можеше да се отиде и чекор под маса, чекор подалеку. Чекор подалеку, а? Колку само сум бил безобразен тогаш кога мрзневме пред влада. Да, во право е председател за новинарите. Туку, дај да дам што века понатаму за средбата? Кога замислете од неколку илјади луѓе во таа сала што се за молитвениот појадок и само двајца председатели поздравуваат. Од нив едното председателот на Македонија. И јас станувам и Обама тогаш ми кимна со глава и ми намигнува, бидејќи толку сме блиски веќе што веќе на тој начин се поздравуваме. Таква близина, такво пријателство, такви односи. Понекогаш се плашам да не се откаже од функцијата, па да ми ја предаде мене, после да треба да бидам председател и на Македонија и на Америка. Многу обврски се тоа, бе. Кај можам се до тоа да го постигнам? После ќе треба да намигнувам по појадоци. Не, бе, кај тоа за мене? Не, мене ми беше битно да искористиме нашава близина за да ги решиме гарчиштава. И еве како што гледате, ги решаваме. Гарчиштава пропаѓаат, веќе не се бунат за името. Ние влеговме во НАТО, еве сега. Кај да е за едно 5-16 минути влегуваме и во Европска Унија. Тоа е, бе, кога си толку близок со Обама. За крај на денешното издание, почитувани гледачи, малку црнила. Викендов згасна 3 дневни вестници од овде од Перо Наков. Време, Шпиц и КОХР ги испечатија своите последни броеви. Во месеците наназад кажувавме многу работи, објаснувавме, предупредувавме, па мислам дека се кажано во врска со тоа. Во продолжение ќе прочитам дел од последниот лажен рапорт, редовната рубрика која што ја пишував секоја сабота во вестникот Шпиц. Кога го пишував овој текст, знаев дека ќе
ќе биде последен, само не знаев дека баш ќе се погоди да биде и во последното издание на Весникот. Пред да прочитам би напоменал дека вестите објавени во рубриката Лажен рапорт се потполно измислени и не треба да се земат како релевантен извор на информации, бидејќи единствено служат за забава, а секоја сличност со вистински личности и настани е сосема случајна. А сега веста која вика вака. Клуч на вратата на сите медиуми во Македонија. Ваква одлука донесе владата на вчерашната вонредна седница. Прашањето за медиумите беше единствената точка на дневниот ред, а како што објаснија владината пресслужба, со оглед на тоа што ситуацијата со медиумите во земјава целосно излегла од контрола, проблемот морал да се реши на една ваква вонредна седница. Седницата траела цели 13 часа во кои целосно се обсервирала работата на сите медиуми, како и позитивните и негативните страни од нивното постоење. На крајот едногласно сите членови на владата се согласиле дека медиумите не нудат ништо позитивно за развојот на земјата, па најдобро би било да се затворат. Кој е фајда од медиумите? Што ако постојат? Секој пишува и зборува што сака. Тоа е штетно, бре луѓе, предупреди премиерот Груевски, образложувајќи ја најновата одлука, која треба што побрзо да се најде и во собраниска процедура. Запрашен за тоа како луѓето ќе се информираат доколку се затворат сите медиуми, Груевски увери дека веќе имало разработен план кој ќе го решил овој проблем. Според првично зацртаната стратегија, веднаш по затворањето на медиумите, владата ќе откупи илјадници билборди, видео, бимови или пак ќе постави своји. Овој дел се уште го разработуваме и одлучуваме што е попаметно, но сигурно е дека владени билборди и бимови ќе има во секоја населба низ државата. На тие билборди и видео бимови секојдневно ќе се поставуваат соопштенија и корисни информации. Ама само корисни информации, а не глупости какви што објавуваат медиумите. Ние не сакаме да ги замараме граѓаните со се и се што, туку само со она што е значајно за нивниот живот, рече премиерот Груевски. И иако е зачудувачко, веднаш по објавувањето на информацијата, со позитивни мислења за одлуката се огласија добар дел од новинарите блиски до власта. Тие, иако ќе останат без работа и без медиуми, сметаат дека ова било многу добар потек, односно реформа, која ќе предонесела во понатамошниот развој на земјата. Како што велат тие, чудно е како досега на никого не му текнала ваква фантастична идеја. Да, тоа беше дел од последниот лажен рапорт, објавен во последниот број на Весникот Шпиц. И додека полека се движиме кон целосен медиумски мрак, би сакал да ве подсетам на нешто што го изработивме и првично го емитувавме во февруари, зимава, кога се уште имаше снег. Тука ве поздравувам. Овде е мрачно и мрак ме обвиват и темна мъгла земја покриват. Мразо и снего и пепелници, силни ветришча виолици. Околу мъгли и мразо и земни, а в гради студа и мисли темни. Не, ја не можам овде да седам. Не, ја не можам мрзно да гледам. Дај да влезам некаде да се стоплам. Домаќини! Има ли некој? Има, повели. Добро вечер, бабичке. Добро Може да вечер. влезам да се згреам? Може да влезете. Сполајте. Повели. Ајде, влезете. Стоплете се. Ајде, ладно време. Ајде, стопли се. Многу ладно. Седните, повелете. Седните, Фала ти, стопли се. бабичке. Ладно е времето. Тешко време. Па Мразој, тешко. студој, темници. Па Не ќе да е нарно. ама ќе издржиме. Чекај, што е ова? Ја затвора таа еден. Што ќе гледаме? Видете, темница. Па што ќе гледаме ние? И што сега? Не Што може правиме? да се буниме. Дај да видиме што сега. Дај да ниското, бабе. Ајде, видите да видиме. Видите? Баби, не било толку лошо бе заеден, видиш? Се убаво, прекрасно, розево, волшебно. Значи, ајден била проблема.